Земјоделците навреме да ја заштитат виновата лоза. Во овие услови, кога температурите варираат и времето е променливо, може да дојде до појава на пламеница. Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки, вели дека пламеницата напаѓа млади растенија. Затоа советува навремена заштита со цел да не дојде до големи загуби и уништување на целиот род. Голем број на лозари се прашуваат од кога треба да започне заштитата на самите растенија и при тоа прават голема грешка. Зошто? Затоа што често пати, одејќи од некои си претходни традиции, почнуваат од мај, пример 5, 10 после празници, сметајќи дека треба да ластарот да биде големина околу 15-20 метра, па да започне заштитата на самата винова лоза. Ова е погрешно. Зошто? Пламеницата на виновата лоза напаѓа млади растенија. Значи, млади листови, млади ластари, млади покасно гроздаци. А знаеме дека со будењето на вегетација, со појавата на првите ластари, со првите ливчиња, они се изложени на пламеници. Исто така, знаеме дека времето се променува. Сведоци сме дека имаме сонце, неколку дена па дожд ке падни, па сонце, а тие се идеални услови за пламеница. Значи, за да се активира пламеница, што е потребно? Дожд и сонце, вија пламеницата. Ивановски советува систематски да се заштити виновата лоза и да не се употребуваат бакарни средства. Во секој земјоделие немаме лечење, имаме спречување на појава на болест и спречување на ширење на таа болест. Затоа моја препорака е да секогаш, буквално секогаш, пред време, навремено да ги заштитите растенијата, а овој пат да одите не со бакарни средства кај виновата лоза, не со контактни, него системични, кои што влегуват во системот, подолго траат и пред се. И новите растенија, затоа што знаеме дека не се прска не секој 2-3 дена, него обично овој период е 7 до 10 дена, и значи за тај период да ги заштити и младите растенија, затоа што е влезен препаратот во системот на самото растение. Земјоделските стручњаци апелираат навреме да се заштитуваат растенијата, бидејќи кога ќе нападне некоја болест, касно е да се интервенира.